Автентичната поезија, безбели, ја пројавува действителната красота, без да подметнува нездрав и подмолен сентиментализам. Уште од античкото предание на убавината се гледа како на онтолошка категорија. Поетот Сашо Гигов Гиш не отстапува од предоченото скапоцено предание, но истовремено тој не е ниту чувар на зборот како музејски експонат згрчен под стаклено ѕвоно. Следствено, на зборовите им го негува преданиското значење, но истовремено им дава и карактеристичен, разигран израз во контекст на неговите полнозначни стихови, кои происходат од самобитниот начин на постоење на поетот. За каков начин на постоење во суштина станува збор? Очигледно станува збор за отсуство. Поетот го испева следниот стих: осуден во отсуство, да не знаеш зашто и чуму од ближните прогонет си бил. Сепак, во нашиот културолошки код постои следниот приказ. Апостолите Петар и Јован трчаат кон гробот кој е празен. Секому е познато дека празниот гроб не значи отсутност. И во овој случај Сашо Гигов Гиш на празното му дава една друга димензија, покажувајќи дека е отсутно и тоа како присутен. Би рекол дека токму во таквата отсутно присутност Тарковски ја констатира способноста на уметникот да ја види поетската структура на стварноста, бидејќи тој е во состојба да излезе од границите на праволиниската логика. Оттука, во неговата отсутност, поетот присутно го демонстрира неговото et expecto resurrectionem mortuorum. Следствено, согласно на неговиот дискурс, преку една метапоетичка екзегеза, поетот влегува во борба со празното, во коштец преку кој ја спречува опасноста на нихилизмот и сето тоа во име на смислата. Неговата поезија го содржи окото што отаде јанцата дзерка, окото кое е безпрестан подготвено да се предаде на чудото, тоест да го преврти наопаку веројатното во неверојатно, очигледното во таинствено, даденоста во бесконечност која мајчински го прима и низ немушт пој низ него се размножува. На нему самобитен начин Сашо Гигов Гиш го присутнува отсутното, го востанува изгубеното, го обединува распарченото. Станува збор за една онтологија која го исполнува празното и со стихови небесата ги колчи. Значи љубов, која што е опасна, бидејќи екзистенцијалниот тип на одлука да се срочи јадровит стих носи и опасност, а тоа што не е опасно припаѓа на трулежното дрдорење. Поетот ја истакнува неговата опасна љубов, испевајќи ги стиховите, кога на слободниот човек ќе му наметнеш нужност, не очекувај повеќе од него нежност. И индикативно додава: никогаш и со ништо да го втераш нема под циркуски шатор скротен тој да ползи. Горе наведените стихови се очигледно обликување на една своевидна антропологија, која што, парафразирајќи го Џармуш кога зборува за поезијата, сведочи дека
Чудото со човекот се збиднува попрво во еден празен простор, отколку во пренатрупан. Моделот на човек, на нашиот поет, е очигледно присутен и се наоѓа надвор од екзистенцијалната некроза на четвороаголната логика, која создава онтолошки стрес кај оние кои судат во отсуство и на тој начин демонстрираат дека антипоетски настроениот човек во голема мера е слеп и глув човек. Но и покрај се, реков, поетот се издигнува и ја обединува распарчената стварност. Например, надоврзувајќи се на преданието на пословичното голубарство, но давајќи му и еден свој печат во песната Гулаб, Сашо Гигов Гиш повторно ја соединува човековата креативност со тоа што неа ја надминува, ја соединува со трансцендентното, со архетипот, благодарение на кој креативноста постои. Пред да го пушти голубот у воздух, голубарот го бацуе дунекот кураканат у клјун. Така викаат душата за око му ја дава, и тогај голубот е тачка у небото, што ти ја шета душата и ти го пуни окото, и више не се знае кој кого чува, дали човекот одоздола со небесен целив или дунекот со човечка душа што му се радуе од високото. Очигледно, човекот станува подготвен да излезе од затвореноста во изопачените поимања на створеното, а со самото тоа да излезе од трулежот и да проговори низ една есхатолошка перспектива за створеното во неговата целовитост. Решението се разбира не е во излезот од историјата, ниту во крајот на историјата, туку во совршувањето на историјата. Така тој влегува во еден ритам на преобликување на светот, во една волшебна игра на слики и зборови, на склад па и несклад. Но неговите стихови секогаш сведочат за еден свет на изненадувањето. Сето тоа неодоливо подсетува на теоријата на Елиот, кој укажува дека создавањето е невозможно без оддалечување од себе самиот, но тоа можат да го изведат само оние кои се имаат себе си. Поетот кој се има себе си, со присуството на својата поезија, ја укинува пресудата изречена во отсуство, осудувајќи ги на живот и оние кои му пресудиле.